Добро вечер. Започнуваме со последното издание на Урбаните вести за оваа работна недела. Во продолжение погледнете што подготвивме за вас денеска. Четиринесети февруари, голем ден, во кој се испреплетуваат два празника и две легенди за верата во Господ и за љубовта. Јакимовски на Валентајн се дружеше со осамените. Основното училиште Ѓорче Петров доби киносала. Започна изградбата на новото детско игралиште во населеното место Долно Конјари. Камионите за ѓубре ќе мора да се мијат пред да ја напуштат депонијата. Денеска се празнуваат два празника. Од една страна е празникот на лозарите, денот кога се закројува лозјето, празникот на винарите, на виното, на љубителите на овој пијалок на боговите, а од друга страна, Свети Валентајн, денот на љубовта. Од друга страна, католичките верници, а во последните години и младите во православието го празнуваат Свети Валентајн. Валентајн бил свештеник во Рим, кој се истакнувал со мудрост и свет живот. Поради тоа уживал голем углед. Римскиот цар Клаудиј II побарал од Валентин да се одрекне од верата во Христос и да и се врати на верата во римските богови. Валентин му одговорил: "Кога би знаел кој е вистинскиот Господ, никогаш нема да го побараш тоа од мене. За мене Христос е вистинскиот Син Божии." Кога еден од паганските судии го прашал што мисли за римските богови, тој одговорил: "Тие се демони." Поради тоа во 269 година му била отсечена главата. Поред друга легенда, Валентин бил свештеник кој живеел во 3 век во Рим. Откако императорот Клаудиј II заклучил дека ергените се подобри војници од оние со сопруги и семејства, забранил младите мажи да се женат. Валентин го сметал тоа за неправедно и тајно ги венчавал младите влюбени. Кога тоа било откриено, Клаудиј наредил да биде погубен со мачење. Трета приказна пак вели дека Валентин се влюбил во ќерката на својот темничар, додека бил во затвор. Пред својата смрт тој напишал писмо што го потпишал со "Твојот Валентин", што денеска останало како потпис на љубовните картички што се испраќаат на 14 февруари. Традиционално, на овој ден, љубените ја изразуваат нивната љубов, меѓусебно со подарување цвеќиња, нудење сладки производи и праќање картички. И градоначалникот на општина Карпош, Стефчо Јакимовски, го одбележа празникот на љубовта и виното. Тој денеска се дружеше со осамените лица. Градоначалникот на општина Карпош, Стефчо Јакимовски, денешниот ден на љубовта им го посвети на осамените. Тој денеска во ресторанот 14 се сретна со старите и осамени лица, овозможувајќи им убаво да се чувствуваат на денешниот празник на љубовта, додавајќи дека љубовта се покажува на многу различни начини, а пријателскиот разговор е само еден од начините да се покаже љубов. Освен прославувањето на денешниот празник, Јакимовски потенцираше дека ова е еден позитивен пример за продлабочување на хуманите вредности. Сакаме денеска на денот на влюбените или на Свети Трифун да им покажеме дека и во моменти на самотија со нив е општина Карпош. На овие граѓани ние не само што на денешниот ден се сеќаваме, туку се сеќаваме во континуитет со тоа што им помагаме и со продукти за храна, им помагаме парично за решавање на нивните проблеми. Оние кои што имаат хронични болести, многу често им доделуваме средства за медикаменти, како и оние за кои што им е потребно било какво лекување. Помагаме и на нивните деца кои што нема средства да го платат школувањето, како и средства потребни за екскурзии. Што значи денеска правиме една круна на целокупната наша годишна активност, токму што имаме во делот на социјалната заштита и поддршка на нашите граѓани на кои што им треба ваква поддршка. Граѓаните кои денеска се дружеа со Јакимовски изразија задоволство од посветеноста на градоначалникот кон осамените и граѓани со здравствени и социјални проблеми, заблагодарувајќи му се на свој начин и не штедејќи ги убавите зборови за неговото работење со општината. Ова беше четврта средба на градоначалникот Стефчо Јакимовски со осамените граѓани од општина Карпош и со тоа прераснува во убава традиција, вели градоначалникот. На средбата присуствуваа околу 40 граѓани.
па нема за Стефче зборови да се каже. Он мисли на сиромаштијата, никој друг во свет нема. Таков човек не се раѓа. Сме задоволни и за Нова година, и за сега, тоа не е могуće. Сум изненадена, кој ме повика вчера мене, јас реков сум стара, ама нема проблем. Не, значи не двои од никој, дали си стара или си млада. Киносала со капацитет од 100 седишта и современа аудио и видео опрема. Денеска беше промовирана во Основното училиште Ѓорче Петров. Киносалата ја промовираа градоначалникот Сокол Митровски и министерот за образование и наука Спиро Ристевски. Во Основното училиште Ѓорче Петров, во општина Ѓорче Петров, денеска беше пуштена во употреба обновената киносала, која беше руинирана просторија и во последните години употребувана како магазински простор. За обновата на киносалата, која таа намена ја имала пред 20 на години, општината од својот буџет издвои 1,2 милиони денари. Набавена е и современа аудио и видео опрема, осветлување и 100 седишта, со што салата покрај проекции со едукативни содржини ќе служи и за други настани и приредби на учениците. Салата ќе може да ја користат и граѓаните за презентација на проекти. Во присуство на ресорниот министер Спиро Ристовски, градоначалникот на Ѓорче Петров Сокол Митровски рече дека со новата киносала, ова училиште кое е старо половина век, ќе биде пример и за другите училишта во општината за унапредување на условите за квалитетна настава на учениците. Перманентно работиме за подобрување на условите за учениците и за наставниците во ова основно училиште, па и за сите основни училишта во општината Ѓорче Петров. Мултифункционалната сала која навистина се покажа како неопходна потреба за осовременување на наставата во сите основни училишта и ова ќе ни биде модел да по овој пат појдеме и за останатите основни училишта да се создаде ваков простор за семинари, за едукација, за компјутеризација и сето тоа што може да се осовремени, да се примени на учениците во основното училиште. Целосно е опремено со современа опрема, како што можете да видите, и ова што денеска учениците го покажува, ги оправдува финансиските средства и не обврзува и мене и ресорното министерство и сите нас како граѓани на Република Македонија и понатаму да вложуваме во основното и вкупно во образованието во Република Македонија. Директорот на училиштето Зоран Бошковски објасни дека сите наставници од сега ќе имаат можност да ги збогатат наставните содржини и предавањата со помош на новите можности кои ги нуди оваа киносала. После 20 години копнеш, еве конечно оваа сала која што до пред само 2 месеци беше една руина, денес е претворена во еден модерен мултифункционален центар. Вратата на оваа мултифункционална сала е отворена и за сите останати жители на општината Ѓорче Петров. Нуди многу добри можности за организирање на семинари, за трибини, за промоција на проекти и сите и слични работи на овие. Во населеното место Долно Конјаре во општина Петровец започна изградбата на ново детско игралиште со реквизити за забава и дружење на најмладите жители. Истото треба да биде готово за 10 дена, а општината за него издвои средства од буџетот во висина од 600.000 денари. Општина Петровец и понатаму продолжува со своите активности за забава и дружење на своите најмлади жители. По неколкуте направени во повеќе населени места во општината, од денеска стартуваа градежните работи за изградба на ново детско игралиште во населеното место Долно Конјаре. Детското игралиште ќе биде опремено со стандардни содржини: клацкалки, лулашки, вртелешки, лизгалки, тобоган со кукичка, соодветно заграден и поставен ќе биде песочник. Денес започнаме со изградба на уште еден детски забавен парк во населеното место Долно Конјари. Ние како општина Петровец до сега направиме повеќе детски забавни паркови. Направиме 2 детски забавни паркови во Петровец, еден во Катланово, еден во Ржаничино, еден во Горно Конјари. Сега, значи, очекуваме дека во Долно Конјари детскиот забавен парк да биде готов за некаде 10 дена. По завршувањето на овој детски забавен парк, значи, ќе продолжиме да изградиме уште еден детски забавен парк во Горно Конјари и еден детски забавен парк во Средно Конјари. Општина Петровец за изградба на овој детски забавен парк одвои 600.000 денари.
Игралиштето треба да биде завршено за 10 дена, секако доколку временските услови го дозволат тоа, а истото ќе се финансира и реализира со средства од буџетот на општина Петровец за 2014 година во висина од 600.000 денари. Но тука општина Петровец и градоначалникот Борче Митевски нема да застанат, како што најави. Овој тренд на изградба на детски игралишта ќе продолжи во следниот период, секако и во другите населени места на територија на општина Петровец. Општината воедно упатува и апел до корисниците на поставената опрема на овие детски игралишта да се грижат за истите и да не ја оштетуваат. Од почетокот на април на сите депонии ќе мора да има вода и услови за миење на камионите, што го донесуваат ѓубрето, и тие ќе мора да се мијат пред да ја напуштат депонијата. Исто така јавните комунални предпријатија покрај вода за депониите ќе мора да обезбедат електрична енергија, оградување, видеонадзор, евиденција на отпадот и физичко обезбедување, согласно законот во однос на управување со депониите, порача денеска директорот на Државниот инспекторат за животна средина Фирус Мемет. Согласно Законот за управување со отпад и Законот за животна средина, казните ќе изнесуваат 6.000 евра во динарска противредност, со порамнување во рок од 8 дена за правно лице и 800 евра во динарска противредност со порамнување во рок од 8 дена за одговорното лице. Јавните комунални предпријатија исто така ќе мора да доставуваат годишен извештај за постапување со отпадот до општината, а потоа општината да го достави до Министерството. Паричната казна за недоставување на извештај изнесува од 2.000 до 3.000 евра во динарска противредност со порамнување за правно лице и 400 евра во динарска противредност со порамнување за одговорното лице. Скок од едно место на македонската фудбалска репрезентација на FIFA ранглистата. Вечерва стартува NBA All-Star викендот во Њу Орлеанс. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.